И Honda заглави со електрификацијата. Соочувајќи се со реалноста, елиминираше 3 модели непосредно пред почетокот на нивното производство, наменети претежно за американскиот пазар. На удар се најдоа лимузината и кросоверот од серијата 0 и Acura RSX. Оваа драматична одлука, која силно одекна во глобалната автомобилска индустрија, носи радикален пресврт во стратегијата на производителот, која сега останува нејасна. Според јапонските директори, барем кога Америка е во прашање, фокусот ќе биде ставен на унапредување на постоечките модели и намалувањето на нивните цени. За остатокот од светот пак се планира проширување на хибридната понуда. Причината за откажувањето на новата серија електрични возила проектирани од бел лист хартија, заради што ја добија ознаката 0, се парите кои компанијата ги нема. Се очекува фискалната 2025 година, која во Јапонија завршува во март, да им донесе загуба меѓу 2 и 3 милиарди долари. Предходните планови предвидуваа семејство од 7 различни модели до крајот на деценијава. Прв требаше да биде лимузината, покажана како концепт во 2004-та, а веднаш по неа и кросоверот. Фабриката во Охајо, каде требаше да се произведуваат, веќе е модернизирана и опремена со технологии прилагодени за електрични возила. За сега нема информации како сето ова ќе се одрази на лансирањето на Афила 1, кој како заеднички автомобил на Sony и Honda, поставен на истата платформа како и откажаните модели, е планиран за производство во оваа фабрика. Истовремено се поставува и прашањето дали Honda ќе запре со продажбата и на електричниот Prologue, кој ги користи технологиите на General Motors и доаѓа од една од неговите мексикански фабрики, посебно ако се знае дека Acura веќе го исфрли од понудата неговиот механички близнак ZDX.